Младиот Леонид искористен само за промотивна кампања и показна вежба дека и Македонија има медикоптер кој може да се користи за итни случаеви. Алфа Трнава потрага по одговори кој и зошто го одобрил првиот меѓународен лет за медицински транспорт, ако фондот според законите не може да ја покрие рехабилитацијата на Леонид во странство. Институциите си ја префрлаат одговорноста, а МВР призна дека маката на семејството на Леонид ја искористиле за презентација и промоција. Во оваа прилика, дополнителниот заменик министер Бојма Цалиев и директорот на Бирото за јавна безбедност Тасевски присуствуваа на овој хуман чин во својство на поддршка на нашите пилоти од одделот за воздухопловни единици на Министерството за внатрешни работи, со единствена цел да ги известиме медиумите и јавноста за можноста за користење на медикоптерот за итен медицински транспорт, кој за ваквите случаи Министерството за внатрешни работи го дава на користење без парична надокнада. Во меѓувреме се огласи и Фондот за здравство. Тие вината ја префрлаат кај родителите на Леонид. ФЗУМ ниту беше известен, ниту пак учествуваше во организацијата за транспортот со хеликоптерот со кој пациентот замина во здравствена установа во Австрија на иницијатива на семејството. Центарот за управување со кризи од таткото на Леонид го добил барањето за летот. Според Ангелов, Центарот нема надлежност, ниту пак имале информации за тоа кој е надлежен да го плати лекувањето. Врз основа на ова негово барање и врз основа на меморандумот за соработка со МВР како и стандардните оперативни процедури, СУП до МВР поднесе барање за медицински транспорт со хеликоптер на болно лице. МВР одговори позитивно на нашето барање и во директна комуникација со родителот ја започна процедурата за конкретниот медицински лет. Инаку Леонид беше транспортиран со медикоптер во Виена на 6 февруари. Тогаш екс-министерот Оливер Спасовски на социјалните мрежи се пофали дека во ноември го промовирале хеликоптерот на МВР со медицинска опрема, а 3 месеци подоцна сите биле сведоци на капацитетите на МВР и историската можност за прв пат во државата да се реализира меѓународен транспорт на пациент. Леонид Индов беше испратен во Виена од страна на директорот на градската општа болница 8 септември, доктор Христијан Костов, директорот на БЈБ Сашо Тасевски и дополнителниот заменик министер во МВР Митко Бојмацалиев.